Повисока даночна стапка ќе имаат и луксузните возила и оние кои испуштаат поголем процент на јаглероден диоксид во воздухот. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики вели дека предлог одлуката треба да биде разгледана на следната владина седница, но иронично рече дека ако општеството може да си ги дозволи луксузните возила и за нив е проблем да бидат оданочени, истата не мора да биде донесена. Нема зголемување на даноци на возила. Мислам дека ако ја видите последната одлука која што ќе треба во вторник да помине на влада, зборуваме за даночење на луксузните возила. А ако за општеството е проблем Porsche Cayenne, BMW X5 да добие поголем данок, ајде и тоа ќе го направиме во повластена даночна стапка, нема никаков проблем, се додека моите граѓани, овие денеска кои што зборуваат за екстремна сиромаштија, може да си го приуштат Porsche Cayenne или BMW X5. Поинаку ќе имаат данок тие кои што емитираат повеќе CO2 во нашето обкружување да добијат повисок данок. Значи не се зборува за зголемување за поголемата категорија на граѓаните во државата. Битики негираше дека распределбата на буџетот се прави и не достигаат пари за деветтиот пакет антикризни мерки. Вели дека тоа се прави вообичаено секој декември, а антикризниот пакет мерки додавах ќе биде објавен наскоро. Посочиот и подготовката е при крај и ќе изискува одредени законски решенија кои ќе треба да влезат во собрание.